Гледавте во уште едно видео на предприемнички. Се обидаме ова видео да биде колку што може пократко, а во исто време да стане збор за една многу важна работа, а тоа е состојки за вирозност. Односно, дали твојот маркетинг материјал ги содржи токму тие состојки кои што се потребни за да има поголема вирозност. Во ова видео, значи, ќе опфатиме накратко што е тоа вирозност, зошто е потребна, кои се трите состојки на вирозноста и која е главната состојка на инфекцијата за да се добие поголема вирозност. Па да започнеме. Што е вирозност? Вирозност е способност на еден објект да се реплицира сами од себе си на таков начин да се распространува во посакувани локации. Забележувате дека тука се болдирани три работи, тоа реплицира, распространува и посакувани локации. Ова се основните оние карактеристики на една вирозност. Значи, за да постои вирозност, мора тој објект првин да се реплицира, потоа да се распространува, но тоа распространување да биде на посакувани локации, а не оние непосакувани, затоа што не ни е потребна вирозност која што ќе направи штета за нашиот бизнис. Зошто е потребна вирозност? Први напишав во оваа презентација 3-4 елементи, но потоа кога ги напишав разгледувајќи ги видов дека всушност најважната и единствената на крајот која што сите останати што ги пишував доаѓа до оваа потреба, а тоа е вашите пораки да допрат до поголема аудиенција. Значи вашиот маркетинг материјал, односно вашите маркетинг тактики што ќе ги применувате, односно објектите кои што ќе ги користите во вашиот маркетинг материјал, имаат потреба од вирозноста за да можат да стигнат до колку што може поголема аудиенција. Значи без разлика дали е тоа само она порака, обична маркетинг порака каде што сакате нешто да продадете, дали е тоа еден вид на едукативна порака, не мора да биде, значи, секогаш притискање во однос на продажба. Туку може да биде и порака во која што ќе едуцирате. Тоа може да биде еден ваш блогпост, тоа може да биде, значи, брошура, тоа може да биде покана некоја за некој настан или било што во одредена ситуација го користите како објект за вашиот бизнис или како дел од вашата маркетинг стратегија. Кои се трите состојки на вирозност? Значи, првата состојка е инфективниот објект. За да постои, односно за да имате маркетинг тактика, односно една маркетинг кампања, да има што поголема вирозност, мора да има инфективен објект. Потоа, втора состојка е механизам за реплицирање или распространување. Значи, сепак, иако постои инфективен објект, многу ќе биде потешко да се постигне посакуваната вирозност доколку не постои механизам за реплицирање или распространување на тој инфективен објект. Односно, тој инфективен објект да навлезе кај нов домаќин, зборувано од медицинска гледна точка, кога станува збор за вируси. И како третата состојка, многу важна за вирозност на вашата кампања е да имате доволна стартна критична маса. Сега накратко ќе ги поминеме сите, значи прво инфективен објект. Поголема инфективност, значи во самиот објект, тоа значи поголема вирозност. Колку што објектот содржи инфективност, односно капацитет за поголема инфективност кај себе, таа инфективност ќе предизвика да има поголема вирозност на самиот тој објект, односно материјал кој што вие го користите и сакате да биде вирозен. Од друга страна, над 90% инфективноста зависи од корисноста што ја содржи тој објект кога станува збор за бизниси и за маркетинг и за вирозен маркетинг. Бидејќи тука не зборуваме за нормално за обични оние патолошки вируси. Тука зборуваме за вируси, односно објекти кои што спаѓаат дел од вашата маркетинг стратегија за вашиот бизнис. Значи 90% инфективноста зависи од самата корисност што ќе ја има, значи, примателот на тој објект. И таа корисност може да биде нешто забавно, нешто поучно, нешто практично, нешто интересно, може да биде некој вид на подарок, може да биде било што. Значи корисноста
зависи од самиот објект и може на различни начини да биде дефинирана од различниот примател на тој објект. Одиме со втората состојка, значи механизам распространување. Всушност представуваат медиуми преку кои ќе патува самиот објект. Значи, за да тој еден вирус, значи тој еден вирозен објект може да се пренесе од еден на друг. Значи, има еден домаќин и сега тој домаќин треба да го пренесе на друг, за да стане и тој домаќин на тој вирус, односно на тој објект. Мора да има медиум преку кој ќе патува објектот. Тоа може да биде алатка, може да биде некоја структура, може да биде софтвер, или може да биде било што ќе се искористи како механизам за патување на тој објект. Значи, како примери, може да бидат социјални мрежи, значи еден вирозен објект да биде пратен, односно инфективен објект да биде пратен преку социјални мрежи, преку имейл, преку YouTube, тоа е видео преку YouTube, преку Skype, да се сподели линк, да се сподели да се сподели порака. Истото тоа може да се направи преку SMS, може да се направи преку збор од уста, значи луѓето седнат да зборуваат и така натаму, преку директен пренос, значи физички објект да се пренесе од еден до друг, еден пример 10 објекти носи на 9 своји пријатели. Значи тоа е тој механизам за распространување за кој што ќе треба да размислите и да го дефинирате добро кога сакате да спроведете одредени вирозни маркетинг кампањи за вашиот бизнис. И третото е старт на критична маса. Значи за ова многу време едноставно го избегнував и мислев дека нема некој големо влијание, но сепак во последно време саќам дека има влијание и тоа како има големо влијание. Значи секоја маркетинг кампања која што содржи одреден инфективен објект мора на почетокот да биде едноставно подбутнат, односно подтурнат за да влезе во системот на оној механизам кој што го дефиниравте претходно. Значи дали може тоа да бидете самите вие, но тоа е многу помало влијание. Колку поголема стартна критична маса имате кој што ќе го во старт распространи тој објект, толку ќе биде и поголема вирозноста на самиот објект. Значи, тоа е тој начин на кој што ќе се турне објектот во самиот тој механизам за да се обезбеди таа голема вирозност. Видиме, како што напоменав, главна состојка на инфективност, значи за да еден објект им биде инфективен објект, тој мора да има корисност. Значи, ова е еден график кој што покажува, илустрира какво влијание има корисност во однос на интензитетот на вирозноста. Забележувате дека колку е помала корисноста, ќе имаме помал, дури и никаков интензитет на вирозноста. Но доколку се обезбеди многу поголема корисност, ќе имаме и поголем интензитет на самата вирозност на објектот како дел од одредена маркетинг кампања за вашиот бизнис. И сега, при крај, еден заклучок. Значи, тоа е дека за поголема вирозност потребно е да се заврши првин домашната задача. Значи, треба да седнете и добро да ја осмислите кампањата. А тоа е, значи, да го определите инфективниот објект кој што ќе биде, да изградите соодветен механизам за распространување и да обезбедите доволна критична маса која што во старт ќе го поттурне вашиот инфективен објект кој што е дел од вашата маркетинг кампања. Дури потоа тргнувате со самата кампања и се оно што следува по неа. Повторно напоменувам, првин да се заврши домашната задача, а не првин да се пушти објектот и да се чека вирозност која што нема да се постигне доколку не е завршено оно што треба да биде завршено дома во самиот ваш бизнис. Тоа би било се за ова видео. Повеќе можете за вирозен маркетинг можете да прочитате на линкот предприемач.com/вирозен и тоа е всушност 65-тото маркетинг средство обработено на предприемач. Довидување.